Благодарам, јас ќе бидам прилично краток. Почитувана македонска јавност, почитувана министерка за одбрана. Еве, чекаме овдека са бајле саат и пол. Чекавме да се собереше парламентарното мнозинство за да може да ја отпочнеме седницава. Неколку часови чекавме за да се усвои дневниот ред, а приоритетна точка на дневен ред на нас денеска ни е испраќање на наш припадник во мисијата во Либан. Нашето учество во подршка на операциите на Обединетите нации. Ние како опозиција имаме конструктивен став и оваа точка знаете дека ќе ја поддржиме. Нема да вршиме никаква обструкција на овие предложени решенија. Меѓутоа, она што сакам да го кажам во овој момент е тоа што и минатиот пат го зборував, а тоа е во делот на изборот на персонал. Во текот на изминатиот период имавме ситуација каде наш припадник беше упатен на мисија во Либан, и тоа е еден, знаете, офицер, кој што имаше правосилна судска пресуда. Значи, на мисија беше испратен офицер со правосилна судска пресуда, и тука не ја фрлам вината на сегашната министерка за одбрана, затоа што изборот беше извршен од претходната министерка за одбрана и практично денешнава министерка за одбрана ја наследи таа веќе одлука. Сега, зборувајќи за изборот на персонала и за правењето на тие безбедносни проверки кога испраќаме наши офицери, наши представници надвор од државата, да ја представуваат државата на највисоко можно ниво, сакам да укажам на една работа која што денови ви излезе во јавност, а некако поминува незабележана во медиумите. Станува збор за дирекцијата која што е надлежна за вршење на безбедносни проверки и која што е најодговорна, најповикана за издавање на тие безбедносни сертификати, односно се работи за првиот човек на дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, односно за нејзиниот директор. Во јавноста излегува информација, односно и до нас како политичка партија стигна информација дека за наведеното лице, за директорот, има поднесено кривична пријава за земање на мито, токму поради упатување на лица во мисии во странство. И за истото дејание, значи за истата постапка која што има направено, има кривична пријава, лицето е повикано во јавното обвинителство, требаше на 13, односно во текот на вчерашниот ден да се појави пред јавното обвинителство, да образложи, односно да даде исказ, да биде на распит. Меѓутоа, наведеното лице е одлучило да замине на службен пат во Данска и при тоа да не се појави на распитот. Нешто што е можеби поинвентивно од страна на овој директор, за разлика од претходниот директор, кој што беше обвинет за криминал, па си поднесе оставка откако му заврши мандатот. Инвентивност до немајкаде. Јас сакам да укажам дека на овој начин се создава една недоверба во системот, која што трае веќе подолг период, посебно од моментот на доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на власт, во делот на издавањето на безбедносните сертификати. Значи, вие првиот човек, тој што треба да ги прави тие безбедносни проверки, без разлика дали е член на СДСМ, на ЛДП, овој моменталниот е на ЛДП член, да се занимава со такви работи и на тој начин да поединци успеваат да заминат на мисија, а поединци да бидат елиминирани само затоа што не дале пари, мислам дека е срамно и недоликува на една држава која што е членка на НАТО. Се надевам дека ова ќе биде сватено најдобро намерно од страна на ресорната министерка и од владеачкото мнозинство, без разлика што, кажав, во наредниот период ќе следат сериозни реперкусии во нашите односи, меѓутоа станува збор за државна работа и повикувам на разум. Ние оваа точка ќе ја поддржиме. Благодарам.